Тироидната жлезда е ендокрина жлезда со најголема маса од околу 20 грама, се наоѓа во предниот дел на грлото, во близина на штитната рскавица и од тука го носи името штитна жлезда. Незината функција е лачење на тироидните хормони кои од друга страна имат исклучително важна функција за нормално функционирање на секоја клетка и на секој орган во нашиот организам. За жал, нарушувањата на функционирањето на тироидната жлезда и заболувањата се многу честа проблем во денешницата, а особено ги засегаат жените. За влијанието на исхраната врз функцијата на тироидната жлезда, утринава зборуваме со магистар Ана Антовска, која што ни доаѓа од болницата Аџи Бадем Систина. Ана, добро утро. Добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Знам дека утринава не гледат многу жени, но и мажи кои што имаат проблем со штитната жлезда, затоа што едноставно е навистина многу често нарушена незината функција и дека очекуваат да слушнат колку навистина храната има влијание врз функционирањето на тироидната жлезда и како може истата да ни помогне при одредени заболувања. Има влијание из храната, секако дека има големо влијание. Би сакала само да се надоврзам на она што го кажавте, дека претежно женската популација до пред некоја година беше онаа која што беше подложена на оваа болест, меѓутоа во последните години мажите се засегнати. Јас би сакала да се задржам на состојби каде што може да влие исхраната, а не секаде исхраната има врска со подобрување на состојбата кај тироидната жлезда. Во принцип, две основни заболувања се познати на сите: хипертироидизам, односно забрзано работење на тироидната жлезда, односно лачење повеќе тироксин, и хипотироидизам, успорена работа на тироидната жлезда, а особено во последно време е, жал ми е што ќе кажам, актуелен Хашимото синдромот, кој што представува автоимуно заболување токму на тироидната жлезда. Статистички најчесто и го има, или најчесто нарушува. Кај нодусите на тироидна жлезда и кај канцерот кај тироидна жлезда, генерално не може да се подобри состојбата, туку може само да се препорача и се препорачува здрава исхрана која што ќе го олесни лечењето и каде што пациентот ќе се чувствува подобро. Нормално дека во тој случај секако дека ќе има поубави ефекти лекувањето отколку кога би се внесувала храна која што не е соодветна. Меѓутоа, многу интересно што Хашимото синдромот посебно сакам да го нагласам, бидејќи во нашата болница има центар за нуклеарна медицина, каде што со моите колешки конзилијарно работиме, односно после нивниот преглед ги упатуваат оние пациентки кои што сакаат да ја унапредат својата исхрана кај мене, и верувајте ми дека навистина имаме многу успешни приказни. Обично со Хашимотото секогаш оди и дебелењето и нормално со хипотироидизмот, бидејќи е успорен метаболизмот на самото тело заради успореното работење на тироидната жлезда, која што е двигател на енергетскиот метаболизам на телото. И многу сум среќна заради тоа што ги рушиме оние верувања дека оној што има Хашимото синдром не може да ја намали телесната тежина, а секако жените особено се засегнати со тоа. Така да со правилна исхрана, со вклучена физичка активност која што мора да биде умерена, односно во рамките на можностите на организмот, бидејќи секој организам не е спремен да покаже иста енергетска потрошувачка да направи. Затоа им препорачувам обично на моите клиентки да се консултираат со лекарот кој ги води веќе, колку може да се оптеретат. Здравата исхрана и доволниот внес на вода се клучен фактор кои што придонесува за намалување на телесната тежина. И да ви кажам, никогаш не сум, премногу сум среќна кога после неколку месеци завршуваме со редуцирање на 20 кг од телесната тежина и со среќни клиентки.
Кај хипертироидизмот морам да нагласам дека многу е битно да се внимава на физичката активност која веќе ја споменав, особено во акутната фаза на болеста, бидејќи сепак кај тие личности е хиперстимулиран метаболизмот, автоматски не е препорачливо дополнително да се убрзува со вежбање и бидејќи се јавуваат тахикардии и не е препорачливо од тој аспект да се подложни на јака физичка активност, особено како што кажа во акутната фаза, а потоа кога ќе се среди тироксинот, убаво би било во консултација со лекарот да се препорача, односно малку да се зголеми интензитетот на вежбањето. Тоа значи дека е потребно практично индивидуален пристап со секој пациент. Да, тоа сакам навистина да го кажам, бидејќи за да се одреди диета и како и кај секој лекар, значи јас не сум лекар, меѓутоа кај мене доаѓаат луѓе кои што треба да се направи персонализиран диететски протокол, јас пристапувам анамнестички и секој организам и секоја индивидуа е различна. И многу е битно во овакви состојби, поготово кога здравјето е нарушено или има одредено заболување, луѓето да се јавуваат кај стручни лица, знаете, заради тоа што сепак многу е битно како ќе се изготви тој диететски протокол. Сакам да нагласам дека во токму кај Хашимотото секогаш добивам прашања дали смеам или не смеам да внесувам глутен. Глутенот е особено важен кај оваа состојба, не би сакала да наречам болест, бидејќи молекуларната структура на глутенот, на глиадинот, протеинот кој што е составен дел на глутенот, е многу слична на молекуларната структура на нашата жлезда, а автоматски со самото тоа што Хашимотото е автоимуно заболување, односно антителата се покачуваат напаѓајќи ја штитната жлезда, доживувајќи ја како страно тело, ако глутенот има иста молекуларна, слична молекуларна структура, во тој случај секако дека глутенот би ги потенцирал покачувањето на антителата. Затоа е многу станува уште еден непријател на штитната жлеза покрај антителата. Па да, дефинитивно, затоа што меѓутоа не би требало скроз да се исклучи. Многу е битно колку се високи тие антитела, каков е типот на исхрана, бидејќи знаете како ако тотално се исклучи глутенот од исхраната, после одредено време, после неколку месеци, кога повторно би се внел и во мали количини, би направил проблеми во гастроинтестиналниот тракт кај една индивидуа. Затоа е многу битно како да се комбинира, значи да не се исклучи скроз, меѓутоа да се додаваат мали дози на глутен кои што нема да го инхибираат, нема да го зголемат многу нивото на антителата во организмот. Најбитен минерал кој што создава сатирните хормони е јодот. Значи, јодот е минерал кој што треба, дневниот препорачлив дневен внес е 150 микрограми и не треба нити да биде во дефицит, нити во суфицит, бидејќи во тој случај навистина прави проблеми во стварањето на тиридните хормони. Знаеме каде го има, мислам, сакам да кажам, го има во јодираната сол и тоа во полажичка сол, дневен внес веќе можеме да внесеме и многу е важно да се каже дека нормално го има во туната, дури во сувите сливи, во жолчката од јајцето, во морските алги, обично во бакаларот, исто така, во млечните производи. И јодот мора да биде секогаш во тие рамки, значи на 150 микрограми дневно, да не се внесува ништо повеќе тоа, за да не се направи пореметување на тиридната жлезда. А што се однесува до Хашимото синдромот, два антиоксиданси кои што ги супресираат антителата и не дозволуваат тие да се покачат се селенот и цинкот. И особено треба да бидат застапени преку исхраната кај оние луѓе кои што го имаат ова автоимуно заболување. Нашата исхрана е навистина преполна со намирници кои што го имаат и селенот и цинкот во својата структура. Би нагласила дека, верувам дека и гледачите знаат дека бразилскиот орев е намирница каде што е најзастапен
селенот. Најбогат избор. Да, и многу мора да се внимава со внесувањето на бразилските ориви, бидејќи во 100 грама има дури 1197 микрограми, тоа е премногу, бидејќи дневната превентивна доза е од 70 до 100 микрограми. Тоа значи само едно? Отприлика 1 до 2 највеќе, со тоа што би сакала да нагласам дека при суплементирање кај Хашимото, тој исклучиво мора да го направи доктор. Значи, не можам јас да дадам на некого селен да зема како суплемент, заради тоа што не сум компетентна, односно докторот треба да види дали му треба на таа личност според антителата суплементација. Да, и во колкава доза. Така е, меѓутоа јас би препорачала да се взимаат продукти каде што е застапен, а тоа принцип е месото, во говедското највеќе го има во джигерот. Джигерот не го препорачувам за јадење, бидејќи сите знаеме дека таму се наоѓаат сите токсини кај едно животно. Не велам да не се проба, меѓутоа не го препорачувам како без разлика што е толку добар извор на селен. А вегетаријанците? Вегетаријанците може да го внесуваат, бобинките се многу богати со селен. Бобинките, потоа авокадото, лубеницата, кивито, грозјето, јагодите, го има во, како што кажа, во бразилските ориви, меѓутоа и во јаткастите плодови, потоа во интегралната пченица, во овесните трици, пченичните, така да оние кои шедат јајца може да се да го задоволат дневниот внес преку јајца, значи не мора да значи дека вегетаријанците не би внесувале во спанаќот исто така. Така да, во принцип е ова е храната која што содржи многу селен. Сега цинкот, исто така како што веќе најавив на почетокот, селенот исто го стимулира, го одржува имунитетот, тоа е многу битно да се каже. Превенира од канцер, бидејќи е антиоксиданс, го спречува превременото старење, значи сите ние кои што сакаме да изгледаме, бидејќи сакам јас да изгледаме малку помлади, можеме да го направиме тоа. И нормално дека превенира во канцер, а истото важи за цинкото, тоа што цинкот го има исто во месото, во млечните производи, во жолчката од јајцето, потоа може да се најде во црното чоколадо, што е припамлива намирница, нормално доколку се внесува еден ред црно чоколадо во текот на денот, во јаткастите плодови, во семките исто така. Така да гледате како кога имате сите овие информации ги кажувам, дефинитивно важи она дека една исхрана за клиент со одредена состојба треба да се изготви дефинитивно персонално. Д-витаминот е интересно за Д-витаминот што во состојба кај Хашимото секогаш во принцип е во дефицит. И треба да се субституира. Меѓутоа најважно е да се испита нивото на Д-витамин во крвта, затоа што доколку се биде во суфицит, во тој случај знае да го поремети метаболизмот на калциумот, што воопшто не е препорачливо. И овој момент го препуштам на моите колеги во нашиот оддел за нуклеарна медицина и генерално кај моите колеги кои што се засегнати во други полиња, не само кај луѓето со тиоридни заболувања, меѓутоа Д-витаминот можеме да се го внесеме и преку храна, доколку е во нормални граници и нема потреба од субституција. Печурките се одличен извор на Д-витамините, вегетаријанците тука. Јас многу често ги давам печурките, бидејќи се богати со протеини и се одлична замена за месо. Потоа во кожето сирење, дури во цедениот портокал. И тоа цедениот портокал има 43 интернационални единици на Д-витамин во себе. Јогуртот, меѓутоа полномасното млеко и полномасниот јогурт, во житарките, повторно како трици, тоа обично пченичните и овесните се најбогати со Д-витамин, јајцето секако. Јас многу пати сум кажала дека за мене јајцето е најубав продукт даден од природата, за мене зборам ако е животинско потекло, бидејќи е навистина комплексна намирница која што има толку многу витамини, минерали, олигоелементи кои што ни се потребни да треба да се консумира, зависи од состојбата на одредена личност во навистина често. Потоа во лососот има Д-витамин,
јетрото од бакаларот. Сега во јетрото од бакаларот има дури до 10.000 на 100 грама, до 10.000 интернационални единици и затоа треба да се внимава на вистина со неговото користење во суплементација секогаш со во консултација со лекар. Така, тоа значи дека никако не смееме на своја рака да одлучуваме колку и што јадеме, најмалку да користиме совети и рецепти од интернет и да си ја земеме улогата дека сами сме свој лекар, туку напротив треба редовно да се консултираме со стручните лица, со луѓето како вас кои што ќе направат индивидуална програма, затоа што не е доволно само да се знае кои намирници треба да ги внесуваме, туку е многу важен така внесот. И многу е битна комбинацијата и секоја состојба, без разлика што е иста, кај секоја личност има пропратни состојби кои што налагаат модификација на начинот на исхрана. Затоа што кај Хашимотото не сакам да навлегувам, тоа е работа на моите колеги доктори, меѓутоа има многу пропратни болести, затоа кажав конзилијарно решаваме, се слушаме пред да го препратат пациентот кај мене, ми кажуваат каква е состојбата, кои се пропратните состојби, веќе ги наречаме болести, за да јас можам на крајот да направам еден начин исхрана кој што навистина ќе соодветствува со личноста која што е засегната. Морам само се извинувам, Ирина, не кажав дека солта е многу битна кај Хашимото, тоа не го кажав, бидејќи има ретенција на вода во телото со оглед на успорениот метаболизам кај тие луѓе, јодот е битен, солта да, меѓутоа многу е битно да не се внесува прекумерно солена храна, односно навистина да се внимава да биде храната многу одсолена, затоа што солта ја врзува водата, со тоа се случуваат и отоци и тоа би сакала да го нагласам, особено не после 19 часот навечер, бидејќи тогаш наутро би се разбудиле со отоци. Ова е одличен совет во секој случај, не само за тие што имаат проблем со нарушена функција на тироидната клетка, туку апсолутно за сите. Ана, благодарам многу за гостувањето, за корисните совети за нашите гледачи. Тоа беше магистар Ана Антовска, нутриционист од Аџибадем Систина, а со низините совети и разговорот со неа го заокружуваме денешното дружење. Јас ви благодарам за вниманието, ви посакувам убав остаток од денот, убав викенд, се гледаме повторно во понеделник.